Добро ви утро, ранобудни и добро ни дојдовте во најновото издание на утринската програма на Алфа телевизија. Добро утро секое утро. Денеска е петок 25 август и тоа денеска е петок ден пред викенд, ама ден пред проложен викенд. Што значи дека сигурно поголемиот дел од вас се подготвуваат денеска да заминат на некој од туристичките па излетничките места ширум нашата земја и секако поголем дел од вас се подготвуваат да ја напуштат државата и да заминат во некој од туристичките дестинации или во наша близина или можеби малку подалеку. Како и да е, за сите вие кои што во овој момент сте заедно со нас и што планирате да бидете и во наредниве 3 часа со нас, може би вие кои што во моментов се подготвувате да го испиете првото утринско кафе или се подготвувате да заминете на вашето работно место, претпоставувам она што најмногу ви интересира е тоа какво време ќе не очекува денеска. Додека доаѓав овдека во Алфа телевизија, некако температурата беше 20 степени, времето убаво топло, наговестува убав и топол ден, барем овде во Скопје, а да видиме што кажува временската прогноза. Денеска 25 август, сончево и многу топло време со мала до умерена локална облачност. Попладне има услови за изолирана појава на краткотраен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер, претежно од северен правец, УВ индексот ќе биде 8. Во Скопје сончево и многу топло време со мала облачност, ќе дува слаб до умерен северен ветер. Моменталната температура во Скопје е 20 степени. Во Скопје се очекува да достигне до 36 степени денеска. Минималната температура во Македонија измерена 12 степени, а максималната се очекува да достигне до 38 степен. Ете, ова е накусо временската прогноза. Какво време не очекува денес, значи топло време, а некаде во попладневните часови не излегувајте без чадор од дома, бидејќи се очекува повторно пороен дожд како вчера. Инаку денеска на денешен ден, 25 август, има многу настани кои што се случиле денеска, кои што го одбележале денешниот ден, ама јас во интерес на времето ќе прочитам само неколку. 1875 година капетанот Метју Веб стана првиот човек кој го преплива каналот Ла-Манш. Во 1900 година умре Фредрих Ниче, германски филозоф, професор по класична филозофија. Неговите дела имаат повеќе поетски отколку научен карактер, па кон почетокот на 20 век влијаеше врз поетското творештво во повеќе европски земји. И накусо уште само некои информации од поново време. Некаде во 1994 година во Струга, ноќта на 25 спроти 26, умре Владимир Петрович Бурич, светски познат руски поет и мислител, учесник на Струшките вечери на поезијата, а роден во Харков, Украина во 1932 година. Во интерес на времето, само сосема накусо да ви кажам што е она што ќе имате можност да следите денеска до 9 часот и 25 минути по вестите во 6:30 и по вкусот на традицијата. Следува нашата прва утринска тема за ова утро, а темата гласи: збунувачки реформи во образованието, наместо историја, наставници ќе предаваат родова еднаквост и фотографија. Потоа следува еден интересен прилог за сите вас кои што ја сакате нашата и ваша омилена емисија Везилка. Ќе следи од снимањето на првата епизода, нашата Ивана беше тамо и веќе во недела започнува и најновата сезона на вашата омилена емисија Везилка. Инаку гостин во студио во 8 часот и 10 минути ќе ни биде Ана Стојановска, лиценциран психолог, со која што ќе зборуваме за тоа како настануваат стресните реакции во телото и како истите да ги балансираме. И секако во 9 часот следува нашата втора тема, односно слободна тема, ќе може да се зборувате за се она што вие сакате, впрочем како и секој петок. 6 часот и 30 минути, време е за вестите на Алфа телевизија. Останете со нас. По вкусот на традицијата се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија
И продолжуваме понатаму со предвидената програма или предвидените содржини за ова утро. Она што следува во продолжение е прилогот од Информативна на колегата Никола Цветковски, кој што носи наслов Нова реформа наместо историја, микс на се и сешто од родова еднаквост до фотографија. Веднаш по овој прилог телефонските линии веќе ги отвараме, а нашата тема ќе биде збунувачки реформи во образованието наместо историја. Наставници ќе предаваат родова еднаквост и фотографија. Ајде сите заедно да го проследиме прилогот на колегата Никола од Информативна и веднаш потоа ве очекувам вас да си дебатираме на оваа наша прва тема. Наместо историја, наставниците по историја ќе предаваат и родова еднаквост, верска етика, фотографија, како и ред други изборни предмети кои им ги предвидува новата образовна концепција од Бирото за развој на образованието. На ваквиот план на образовните власти за предметот историја и општество, кој ќе почне да се применува во септември, реагираат професорите и наставниците. Тие велат дека станува збор за импровизација, бидејќи власта носи решенија за кои не само што не го подготвува наставниот кадар соодветно, туку не се подготвени ниту училиштата, бидејќи недостасуваат како технички, така и учебни материјали. Професорката по историја Ленче Манева вели дека ниту на тие кои што ја осмислиле програмата не им е доволно јасна. Оваа реформа е под прашалник. Под прашалник првпат вакво нешто се спроведува, кои што замислата, мислам дека тие што го замислиле, не ми е доволно јасно. Целата таа програма да се реализира во едно полугодие е неизводлива. Само на учениците ќе им дадеме преголеми информации, премногу информации, без разлика дали истражување, тоа е многу кратко време, а преобемен материјал е даден за тоа време. Според програмата, основците до полугодие ќе учат историја, па на истиот предмет ќе продолжат да учат географија и на крај од годината ќе завршат со граѓанско општество. Професорката Манева вели дека предавањата не соодействуваат едно со друго и оти поради овие измени трпи изучувањето на домашната македонска историја, пример што го нема во соседството. Не може со ист фонд на часови да се уфатат сите стари народи што ќе се изучуваат во стариот век, дали тоа Грција, Рим, Етрурци, не е битно, не може во една матична земја да си има ист фонд. Сепак би требало, ако земеме праксата од нашите соседи, они така не изучуваат историјата. Акцентот го даваат на националност. Јавноста е веќе на нозе по новата реформа на Бирото за развој на образованието, бидејќи таа не е прва изминатиот период која крати од материјалите и времето посветено за изучување на македонската историја, што го доведува во прашање знаењето на идните генерации за своето минато. Ете така го проследивме сите заедно прилогот од колегата Никола Цветковски од Информативна, а наша тема, прва тема за ова утро е збунувачки реформи во образованието. Наместо историја наставници ќе предаваат родова еднаквост и фотографија. Од режија ми јавија дека веќе имаме гледач на линија. Велам веднаш добро утро. Ало? Добро утро. Повелете. Добро утро. Прва, не сакав да бидам прва, ама ете ми падне. Ете, прва сте. Ако? Убаво? Епа, некаде е убаво, некаде не. Па да кажеме Ајде, за повелете. нашето школство. Да. Па со кое право, како може да прифатат некој да донесе одлука да се менја историјата на еден народ? Па ние, значи, немаме историја и се тоа да не го учиме, па како децата да не учат, што ќе знаат? Прво и прво се гледа потеклото на едно население кое што живее во одредена земја. Тоа треба да си потекнува од своите корени и да си има своја историја, кој што сите имаат историја. Ако не била таа историја, не би знаеле ни за Колумбо, ни за Никола Тесла, ни за Кочо Рацин. X научници кои што допринеле во историјата да се знае, од каде потекнува, кои корени е на научникот, да не ги набројувам сега, многу биле и уште многу ќе се родат, затоа што историјата на еден народ е знаменитост на националноста, на верата, на се. И сега наместо тоа, еве, што ќе се случува? Значи, ќе учат родова еднаквост, фотографија, првите 6 месеци некаде прочитав историја, после тоа географија. Ма тоа е
без везе. Ние учевме со стапчиња, Да. математика или биологија, историја, се знаеше предметот си е предмет. А ова сега како може, не те слушам ништо. Јас ве слушам одлично. Како може да се укине историја? Па историјата на еден народ постои. Мојот идентитет се знае од каде почнува да се тоа да се скине. Па ние учевме за една швајцарска крава колку млеко дава, Да. а камо за нашата историја да не учат децата. Па тоа е, значи, уништување на историјата, на националноста на еден народ. Како можат овие историчари да дозволат да се укине предмет? Највиновни се они. Ако они не се побунати, ако не застанат да кажат стоп, тоа значи секој ќе прави кој што сака. Значи ја довоѓам на власт и јас си правам мене како што ми одговара. Па не е тоа, него треба вистината да се знае. А вистината кој може да ја знае? Само историјата. Историјата и потеклото на една нација, на еден народ, тогаш треба да се потврди дека тоа е тачно. Они уместо да утврдуваат сега што било, значи тоа било вистинито, они порекуваат дека тоа било наше, не било вистинито, се уместо историја, географија, уместо географија, биологија. Некако се измешано изгледа. Што се учи. Географија се знае што се учи, историја, па се знае историја, самиот збор кажува историја. Значи, идентитет на еден народ, коренот од каде му потекнува. Сега ваму зборуваме како Македонија постои уште од Библијата ја пишува и од вајката прва земја била која што воспоставила и писменост на Балканот и многу работи се потекнуваат од Македонија. Да. Господјо, ви благодарам за вашето јавување. Вие бевте наша прва гледачка и ако кажавте, не сакам да сум прва, ама еве убаво си кажавте, се што си кажавте си е на свое место. Ви благодарам за јавувањето. Добар ден. Добро утро, велам веднаш до следниот гледач. Ама точно ти беше тоа добро утро, одавна помина. Испиено кафе. Точно, за мене и за вака овие ранобудни како мене. Како сте, Виолета? Благодарам. Јас имам навики некои од порано, зборувам од младите години, па навака стално го потенцирам тоа, кои што не можам да ги променам, сакам да спијам подолго, ама не успевам. И така рано ми почнува денот и некако функционирам утрински повеќе. Значи ние сме утринци, така? Да. И најубаво. Квалитетот е поголем, квалитетот и квантитетот е поголем наутро. Така е. Јас Повелете на темата. Да. За темата ќе кажам, ние дефинитивно имавме едно лошо искуство во социјалистичка Југославија, кога не учеа дека сме дошли од Карпатите во 5 век. Да, Ме се преселиле, па со сламчиња, па со куќи на ступчиња и така натака. Наколни живеалишта, нешто што не беше вистинито и нешто што не беше докажано. Меѓутоа, нашата историска вистина почнува од кога почнале нашите историчари да истражуваат. А тоа е од југословенското основање па навака, тогаш добиле права да истражуваат по службена линија, не онака како што нашите предци, ако излегле од Отоманското царство, па студирале во Париз или во Русија, и некои сознанија таму добиваат и пишувале. Не дека не пишувале, имаме и такви информации, меѓутоа тоа не било во образованието доволно вклучено, а дефинитивно сум против историската комисија, која стриктно барам да биде забранета веќе и да престане да функционира. Затоа што таа работи против македонските интереси и неколку шака луѓе кои што се предавници по моје видување, не може историчар да кажува дека е бугарско потекло на Гоце, на Кирил и Методи. Бугарите нека си слават што си сакат, ние не им браниме нив. Меѓутоа, да ни ги крадат податоците од тука, да ни ја менуват историјата. Еве, сега се банализира и се прави една површност од нашата историја. Значи, не се враќаме на нашите корени, ние имаме преданија. Тие преданија многу јасно не враќаат назад
кои сме, како сме оти, како ќе сме запамтеле дека сме македонци. Кој памти дека е македонец? Само тој што имал дома традиција да пренесува. Така било сегдека во светот, не е само кај нас тоа измислено. Меѓутоа, ова банализирање на образованието не е само по историја, по сите предмети. Точно. Значи се прават едни површни генерации, кои што во имена ќе бидат збунети од се. Ќе бидат збунети од се, затоа што они немат алтернатива за размислување. Не им создаваме една иницијатива за размислување и за собирање на прави информации. Нашите генерации се готовани. Вклучи го интернетот, Google ќе ти каже што сакаш, а тоа Google е сервис на моćните, не е моćните, него на префриганите и лошите, ќе кажам, кои што ја менуваат историјата и кои што сака, таму се пишува. Виолета, ви благодарам за вашето јавување. Убаво си кажавте, како и секогаш, еве, утрински, на секоја тема. Убаво говорите. Ми е навистина задоволство да ве слушам. Добро утро, велам веднаш до следниот гледач. Ало, добро утро. Добро утро. Еве на телефон и тетка Фимка. Тетка Фимка, како сте? Добро, тетка Фимка, станала порано. Браво. Си тури леќа да ми се варя, пошто петак е денес. А на здравје нека ви е. Фала, жива, здрава. Фала. И вика, мај се пости сега. Да. Богородица е сега Понеделник. се посте, кој посте, да. Дали Боже ќе одеме за Богородица во Западна Македонија, во манастир, во црква. Заедно со овие си патуваме, мене е стално со Бистре Промси, организираме со колешката Радска стално. Јас ги поздравам предходните гледачки, све кажа, нема што да се повтараме. Јас се чудам Јас сум учела пред да не речем пред сега 77 години, да речеме пред 60 и колку години. И сега моите деца кои учеле пред 30 години, што се вика, и они имат по 50 години, по старата 52-3, учеле, како што знам, и географија, историја, било башка книги, башка све. Тега ова, да ти кажам право, јас не разбирам и не можам да кажам да не грешам нешто, како може децата да не знаат што е историјата на нашата Македонија убава, да се знае кој ни е Гоце Делчев, Даме Груе, Питу Гуре, имало во слики, во географијата, во историјата, имало слики, во историјата да знаат кој биле како. Тега овие, како што рече гледачката, бугарите, све ни зема, се мешат во Гоце Делчев, се мешат, тега Илинден втори, во Илинден, и тоа се мешат и они. Ама ја не знам што сакате. Јас толку години сум овоја до сега не го имало. Нека си празнуват они што сакат тама, кој се каже гледачката, ние ќе се празнуваме тука што не е наше. Ние се мешаме тамо, не треба ни да ни се мешат. Не знам тоа што е. Од кога е тоа? Од нашите овие главни што ни дојда за овие 5-6 години, како што вика Тале да го повторат. Ништо не направија со трик, една шајка не удрија, а многу све ни измешија во нашата златна мила Македонија. Од исток, запад, север, југ, убаво, кој да дојде, па сака да дојде. Знаеш како вика, напокот те го насаде сналите ќе никне. Ама и сега да те кажа права, почнеме ни да садеме, па за тоа све ни е скапо. Адријана ја поздрава, многу убава рибата ја направи, пастрмка. Ама таа риба само може да ја гледаме ние. Ослични може да си купиме од 200 денари, колку е, не знам и повише, а не ли пастрмка. Јас сум одела во едно село со при црква Радка, добив награда таму, спиевме, многу е убаво. Ама кој може да отиде, кој може да направи од таа риба? Ама да сме си живи и здрави, ние ќе си купиме, ако треба и конзервичка со пиперче, патлижави, само да сме си живи и здрави. Да секому пожелувам најдобро. На помош нека ни е Богородица Златна. Поздрав, све најдобро. Поздрав, тетка Фимка. Нека ни е на помош Богородица. 28 понеделник. Ви благодарам за тоа што ни се јавивте ова утро. Добро утро. Добро утро. Повелете. Јас покрај ова ќе кажам и за слободната тема, и ако заглавам, ако сакате да ми малце продолжите од времето. Па некош ја ќе се одложам од времето, порано ќе прекинам. Добро. Ајде ќе вратите, ќе искомпензираме. Историјата. Држава не може да се прави уопште да почне да биде држава без историја. Како некоја куќа да градиш, а немаш проект. Овие резултати
сега еве ги се појавуваат од предавнициве, од издајнициве. Одма да стави државата тие пред овој учебници да ги уништи, да ги спали, да не постоат. Си имаме историја и децата мора да учат на тоа. Сега тие таквите, сега ќе кажам, немам да именувам од тие издајниците, што сакам да кажам и против се и се што. Сега ја сакам да кажам. Спомнува како детето моје било во Франција, ќерките не знам каде. Јас да му кажам дека Европа ја донесов во 85-та година во Македонија. Потоа ја донесов Америка, Англија и цел свет, здравството, болниците ги донесов во Македонија. И од тогаш се разви таа фирма, работи ни цела Европа, ни цел свет. А тој сања за тоа. Таа Европа сега овдека има што екзистираат 120 вработени кои примаат по 2500 евра плата и платят допринос на 2500 евра. А тој што сака да критикува нон-стоп, верга и мене ме спомнува, ја не го спомнувам, нека се најди, што, како да речем, лоше израза што се без пари јадел, пиел, лижил по кафани. Па дури не кажува и што образование завршил. Па децата негови ги научил, одошто бил способен кувари да бидат. Војде се факултет ли и во Европа се, и од Европа тука се. И тука работат, и во Европа работат, тука се. Нека се замисли што зборува. Затоа што сите така дека го направи јас, што сум го направил од 85-та година што сум повлекол, тоа што се работи по болниците, тоа е наш производ од тука. Јас сум го донел од Париз, од почетокот. И дојде цела Европа, во сите европски држави болниците се застапени. Сегде, и во арапските земји. А тој сиромот, моите деца, усари неговите деца кувари биле, се пали со кувари. И тој може кувар бил, затоа што сите во полиција, што се со кувари ги примат, и тој беше полицаец, јадел, се возел, песвали све. Добро, ви благодарам за вашето јавување и јако малку ми оскокнавте од темата. Отидовте на слободната тема, ама јас ќе ве замолам да не се прозивате и да не се напаѓате едни со други, сепак да си го држиме реномето на емисијата, да си имаме еден убав тек како што си е до сега. Ви благодарам за тоа што ни се јавивте и за тоа што не следите. Добро утро, велам веднаш до следниот гледач. Ало, добро утро. Добро утро. Па е вака, пошто тој се позна, сакам да му порачам на пријателот, ако он бил толку способен ке бил како Кочан Ѓушев, а некој секој Ајде сега вака, само што ве замолив да не се напаѓаме. Ајде на темата да се зборуваме. Па не се напаѓаме, му кажам, ако бил толку способен ке бил како Кочан Ѓушев и другите. Добро, кажавте, ајде сега ке ве молам на темата. Со, видите, ние не гледам што имаме против фотографијата ако се воведе како предмет во училиштата. Фотографијата е уметност, ако сакате да знаете. Ама нека се воведе како посебен предмет, не како дел од историјата. Видете сега, пазете, ако земете како историјата да се воведе како предмет, сега како што направиме собрана историја, ние понапред служеле општа историја, бидејќи сме биле 22 милиона народ. Но сега ако ќе извоите само нашата историја, можете да ја соберете во една книга. Така и фотографијата. Фотографијата не значи како дека речеме, ако се воведе како предмет имате многу да предавате. Сето тоа зависи од имагинацијата на тие што ќе учат и како ќе развиваат и како ќе ја применуваат. Бидејќи таму имате техники кои брзо се учат, а сето останато, работата со фотографијата е лична заложба на тој што работи со фотографијата. И колку сте вие вешти да примените, да кажеме, тие техники и да ги развивате тие техники. Таму има филозофија, учење и да кажеме засенчување и развивање. Тоа е како исто го воведува шахот, нели, против шахот немаме ништо. Така и ова. Изразувањето преку сликата, преку фотографијата е како да кажем уметност. И од таа причина што ќе развиваме тоа кај децата нема да има никој лошо. Бидејќи ние гледаме дека нашите деца повеќе се товарени со електрониката, свртени се према компјутерите,
Ние може да си кажеме дека приказки, дека треба тоа, треба ова, треба она или ова. Меѓутоа младите денеска има некои работи што нив ги интересираат, а не ние старите што зборим. Али овдека може има младите се пронаоѓаат. Дали ме разбирате? Да научат како се уметнички да се изразува, што сега ни фали. Дали ме разбирате? Ние сега погледнете некој едното, но сме старите. Од 7 до 12 ги мразиме сите, а после 12 се мразиме самите себе си. До тоа дерет же дојдено. Сето тоа е затоа поради недостаток на култура. Дали реформите би требало да... Видите, ајде да се вратиме на образованието од 80-тите години, кога на тој систем на образование. Зошто ка кажувам ова? Па тогаш дипломите од нашите факултети беа сегде ценити. Сега гледате ги нема нигде. Бадила дека ги имаме толку високостручни институции кои дипломите не се ценат. Точно. Така тоа точно го кажавте. Најубаво да се вратиме на тој систем од 80-тите години, на тоа образование и да го решиме проблемот со образованието. Ни книги има да штампаме секоја година нови, нити па нешто ќе додаваме, не ќе измислуваме топла вода, кој сега што се напаѓаме дека се тоа се преради тендери. Да. Добро, ви благодарам, Љупчо, за вашето јавување. Убаво си кажавте и вие, тоа со фотографијата секако дека во рете, меѓутоа да не биде како дел од историјата. Сепак тука темата е, значи, збунувачки се реформите во образованието, наместо историја, наставници ќе предаваат и родова еднаквост и фотографија. Првите 6 месеци историја, а потоа во истиот тој предмет по историја ќе се воведува и родова еднаквост и фотографија. Секако нека бидат како посебни предмети. Немаме ништо против ако е така. Добро утро, велам веднаш до следниот гледач. Здраво, здраво. Здраво. Како сте? Се надевам добро. Ајде, нека биде добро. Цел ден и цел викенд. Па се надевам. Ја цело време само се подпирам на надеж. Оти не знаеш што биѓа животот што носи. Баш така. Во моментот има после да снемуе, така да не урочуваме. Би кажал за темата. Ова предметов. Да. Значи, дали кај рамковниве деца го има ова нешто? Не само кај македончињата, него кај рамковните, дали таму се воведува такви работи? Значи, родова еднаквост. Знаете за кои рамковни зборам, нели? Да. Така. Значи, тоа малку да се нагласува, сакам поможност, ако можете, по вестите, да нагласувате, да си знаеме за сите, така? На кого се однесува, не само така се донело, само на едните историјата ќе им укинеме, а другите ќе им кажуваме дека биле неверојатни низ нивната историја, најуспешна историја кога живот, а ние немаме историја, ние ќе имаме родова еднаквост и фотографија. Дури и мене ми е смешно ова што се... Ова знаеш како иде? Ова проект, првото родова еднаквост, тоа е веќе за LGBT, таму да ги испорсираме, што цело време ни се наметнуваат. А за фотографијата, ќе си имаш само усмереност, кога ќе завршиш 9-летка, бидејќи сега 9-ка е. Да. А ќе си усмериш каде мислиш, ако мислиш дека ќе се најдеш у фотографија. Или таму учиш, што има тука сега во Смолетка овие работи да ни се наметнуваат. Значи, ние треба сега да бидеме заморшиња. Да не елиминираат скроз, да не снема од историската карта, значи покрај од географска и од историска карта да не снема. Значи, немало никаков народ, па донда ќе го снема и Александар Македонски, и Филип, и така ќе му дојде, бидејќи немало македонци, нема ова. Нема историја за нив, бриши. Многу безобразно, дрско, како што е дрско доаѓањето на овој Ескобар тука да уценува, да се заканува и да прави притисоци огромни врз македонскиот дел од политичарите, нарочито од опозиција, бидејќи позицијата веќе си го кажува своето, ја се надевам дека и во таа позиција или власт, така наречена, ќе се најде доблеск кај некои луѓе таму што не се многу инволвирани толку во првите редови на овие предавничка партија, и они ќе се повлечат, а не да се работи на лобирање, на узурпирање, на уценување на политичари од опозиција, него и они да се одважат да речат не за уставни промени. Поздрав, пријатно.
Ви благодарам што не следите секое утро и ви благодарам тоа што секогаш точно на време си завршувате го следите тајмерот и точно кога е 00 викате благодарам пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Добро утро. Добро утро. Повелете. Вака јас ќе кажам. Значи, родова еднаквост. 6 месеци или половина година ќе му предаваат на ученичево за ова родова еднаквост. Нели, пола година ова, 6 месеци изгледа историја, а пола година како што, да, родова еднаквост и фотографија. Не, на место е историја, така. Нема историја, ние немаме историја. Ние паднавме од Марс, ние сме дали македонци или марсовци, не е битно. Значи, каква е таа родова еднаквост? Тоа се предава во 3 часа и готово. Луѓето, децава знаат подобро сега за родова еднаквост него професорите, можам, не сакам да навредам никого. Секојдневно стојат на компјутер и знаат работите. Фотографија е насочна работа, треба после тоа да си, ако сака да биде фотограф, да си слика, да си оди, да си има уметност и така натаму. Меѓутоа, историја не знам како би можело наместо историја. Наместо историја може да биде само историја. И ништо повеќе. Не може да биде. Значи, ние сме учеле, да не речем од пето оделение, толку што се сеќавам сега, јас сум во пензија, историја се учи више од пето оделение. Односно... Така, од 6 поново, да. Односно, зависно од семејството. Историја се учи уште од кога ќе почнеш да разбираш за зборувааш. Ти кажуваат дека си македонец, роден во Македонија, мајка ти, татко ти, нели прво, зависи какви родители имаш. Па ти кажуваат кој си, што си, како си, од кај потекнуваш, како потекнуваш, тоа е историја. Тоа е основната историја што треба да имаме. Што има децава сега историја, родителите се збунети, не знаат да врзат крај со ова политика. Мора да се замеша политикава секако. Тоа ни е некое правило. Значи, не може другаче. Историјата не смее да се укине. Значи, со почитување кон сите дипломи сега што ги зема, овие дипломи се купени. Јас имам 2 дипломи, не е битно сега да не зборувам по строке, меѓутоа, моите дипломи дебело се испотез да ги земам. За разлика од сега што овие дипломи идат таму Тетовскиот факултет, 100, 200, 500 евра, 1000 евра, зависно од квалификацијата, става диплома од джеп и оние од утре професора не знае да се подпише. Жално. Ви благодарам, господјо, за вашето јавување. Истекова времето за овој дел од нашата тема. Одиме со вестите во 7:30. Останете со нас, веднаш потоа си продолжуваме понатаму. По вестите во 7:30 продолжуваме понатаму со утринската програма на Алфа телевизија. Добро утро секое утро. А оно што следува во продолжение е поврзувањето со Автомотосојузот на Македонија, од каде што ќе дознаеме каква е состојбата на патиштата низ Републикава и на граничните премини. Од Автомотосојузот ова утро ни се јавува Јане Стојчевски. Господине Стојчевски, добро ви утро. Добро утро. Повелете. Ви благодарам. Сообраќајот на државните патишта ова утро се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен. Се бележи зголемена фреквенција на возила на граничниот премин Табановце за влез и излез од државата. Времето на чекање е околу 40 на минути. На граничниот премин Богородица времето на чекање за излез од државата е околу 1 час. На останатите гранични премини од македонска страна не се бележат подолги задржувања за влез и излез од државата. Ама само препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата. Особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде има можност од појава на одрони. Ова посебно се однесува за делниците Катланово Велес, Маврово Дебар Струга, Виница Берово и Кочани Делчево. За вакви и слични информации, вашите гледачи може да не добијат на дежурните телефонски броеви 15555 за информации за состојба на патиштата и 196 доколку возачите имаат потреба од помош на пат. Ова беше се накратко од Автомотосојузот утринава. Имајте пријатен работен ден.
Благодарам, господин Јане Стојчевски, за вашиот утрински извештај од Автомотосојузот на Македонија. Ви посакуваме и ние на вас убав денешен ден и секако на сите оние кои што утринава планираат да заминат на пат, им посакуваме среќен пат и секако безбедно да се стасаат до својата предвидена утринска дестинација. Инаку, она што следува во продолжение е секако нашата прва тема ова утро, а тоа е збунувачки реформи во образованието. Наместо историја, наставници по историја ќе предаваат фотографија и родова еднаквост. Додека да ни се вклучи првиот гледач на линија, само едно подсетување, еве накусо на темата. Наместо историја, наставници по историја ќе предаваат и родова еднаквост, верска етика, фотографија, како и ред други изборни предмети кои им ги предвидува новата образовна програма. На ваквиот план на образовните власти за предметот историја и општество, кој ќе почне да се применува во септември, реагираат професорите и наставниците. Тие велат дека станува збор само за импровизација, бидејќи власта носи решение за кои не само што не го подготвува наставниот кадар соодветно, туку не се подготвени ниту училиштата, бидејќи недостасуваат како технички, така и учебни материјали. Според програмата, основците до полугодие ќе учат историја, па на истиот предмет ќе продолжат да учат географија и на крај од годината ќе завршат со граѓанско општество. Професорката Манева вели дека предавањата не соодействуваат едно со друго и оти поради овие измени трпи изучувањето на домашната македонска историја. Ете, тоа е како вовет во нашата прва тема. Доколку имаме гледач на линија, велам веднаш добро утро. Добро утро. Повелете. Прва добив на лагер. Поздрав на тој што ме пушти. Оти ретко ме пуштаат. Поздрав. Јас сум личност, која сум со 2 средни образованија, со виша и висока. Иначе под пензија, значи просветен работник. Се срамам од ова што го слушам. Јас слушам и Весна, да слушам вас новинарите, ги пратам сите медиуми, за да се изгради една личност, да биде добар работник, да си ја сака својата татковина, да го почитува семејството, да ја почитува околината. Треба да се изгради со програма која што ќе му се вроди плод на тоа дете. Уште од прво одделение ги воспитуваме мајка, татко, соседи и така натаму. Второ одделение прошируваме блиската околина и така натаму. Трето одделение прошируваме знаења на извор, поток, река и така натаму и во оквирот на блиската, да речам, општина, села и така натаму. Четврто одделение, веќе го имаме општество, четврто одделение, сега пето така наречено, од името му го сменаја. Значи, ги учиме Република Македонија, граници, планини, реки, езера, богатство и така натаму. Тоа станува збор за географија, ја предавам. Јас сум со одделенска, ама од кога почнав на моите 20 години ме користија секаде, затоа што без со 2 средни образование, после више и висока. Значи, понатака одам да прекрати оваа влада, да си замини за секогаш, да се воведи предмет кој што ќе го развие мозокот на детето, кој што ќе му даде насока да сака да работи, да сака да живее, да штити татковината. Ништо нема од ова. Министре, не си писмен, ништо не разбираш, лажиш, Ковачевски лажиш, лажите. Еден поздрав оти ќе ме скратите. Поздрав Христијан Мицковски, пратеници на ВМРО ДПМН, јас сум основач, ваш ветеран. Поздрав од Битола. Држете се добро, издржете оваа војна. Гледаме што се случи во Украина. Вие албанци и вашите деца се во основно училиште. Треба да се изградат дечиња кои што ќе имаат работоспособност, љубов кон науката, љубов кон работата, љубов кон соседите. Не ни треба програма за еден родител, 2 се родители. Едниот го спорува, другиот го носи и го раѓа и го растат во заедница со таткото и со мајката. Ова е срам во нашата држава. Ова е срам, ова е претопување на нацијата. Прекратете вие од дуи.
Ви благодарам, господјо, за вашето јавување. 3 минути ете гледате на екранот веќе измина. Голем поздрав до вас и поздрав до цела Битола. Вие бевте стручна и компетентна на оваа тема. Ви благодарам што се вклучивте како прва гледачка во овој втор дел на оваа наша прва утринска тема. Добро утро, велам веднаш до следниот. Добро утро, Македонија. Добро утро, Тале, повелете. Значи, децата во Македонија нема потреба да знаат кои се и што се, нели? Тоа е забрането да бидат македонци и да имаме Македонија, но може да бидат сликари, фотографи, така. Некој тука поддржа, како може да поддржува такви глупости, геноцид, фашизам, сатанизам, уништување во секој поглед. И вика, фотографијата треба, значи децава македонски виднина ќе бидат сите сликари, уметници, сите сликари ќе биле, но македонци нема да бидат. Отиш македонци да се тоа е многу штетно, одвратно, Но другите во Македонија, власти, албанци, другите може да се бидат се, но ние како македонци не смеме да бидеме македонци. Че тоа е забрането, така? А кој забранувал да бидеме македонци и Македонија? Фашистите. Втора светска војна, дошле бугари, забранувале и балински и бугарски фашисти. Пред нив први фашисти, нели, од 41 од 913 до 41 и тие забранувале Македонија, македонци, македонско и убивале, ако некој се каже македонец, ако пее на македонски, и се легенска Македонија. И сега таму, значи, со векови ни прават терор, деца македонски, ако пеят македонски песни, течат јазици, им стават коприва в уста. И така, значи, и што има разлика од тогаш до сега во Македонија? Исто ние се под окупација сега. Значи, такви сити влавот, фашист, од СДС, забранува во ману да се истражува за Македонија. Наши научници, експерти да истражуваат за наши македонски корени и тие докази дека сме си автохтони македонци на своја македонска земја, нема да ги имаме, ќе ги уништат тие докази. Така правеле било кои фашисти, или не знам, Османи, Ахмети, или Маричич, толку интелигентен, значи, што цело време во оваа влада беше министр за правда, а нема врска ни со адвокатура, ни со судо, и тој министр за правда па го напредија и во заменик премиер, за европски прашања. Која мизерија, И се гледај, а што ни се случи? Кога дојде ова СДС власт 2016, прво што направија е забранија химна македонска, наша химна македонска, во која пееме македонците се борат за своите правдини. И дечињата македонски треба да не се борат за македонски правдини, да бидат како заев, чипирани, зомбирани, со бугари да се бугари, со грци да се грци, со срби да се срби, но македонци никогаш да се. И како е Ковачевски, нели, така неуки, неписмени. И замисли, имаш министр за образование, кој е докажано дека има фалсификат диплома. Не сноси одговорност криминалецот министр за така наречено образование, со фалсификат диплома, туку инспекторот, што го откри, го зададе на одговорност. Благодарам, Тале, за вашето јавување. 3 минути и кај вас измина. Велам веднаш добро утро до следниот гледач. Добро утро. Добро утро, тетка Роска, како сте ни? Хала, сине, ти ме представи да не се представам јас. Да, веднаш ве познав. Само по добро утро ве познав. Злато, ја вака ќе кажам, ајде да не се повтараме, се согласувам со сите. Еве, со Тале, нека ми биде жив и здрав, го поздравувам и стварно убаво кажува секогаш. Али, само сакам сега преку вас да ги замолам сите медиуми да не ја дават жената што јадеше леп на улица со вода да пие да го голта завчето. Ако има некој осет многу ме дирна тоа, у срце ме дирна и секојаш плачам за тоа. Да не ја дават веќе, не може да издржиме овие неправди. Друго, ајде нешто околу темата да кажам. Овие што доваѓат, зошто доваѓат? Дали доваѓат да ни кажат дека ќе не примат како сите држави што ги примене, или доваѓат да бидеме ние поинакви од сите држави, да продадеме све и историја и јазик и све.
па тогаш да ме примат. Зашто у Грција кога дадовме обеќање дека ќе го сменеме името и ќе не примат? Зошто Европската Унија не застана пред нив и да каже луѓето го сменија името, ајде сега да ги примеме. Него пак не дадува на бугарите, па сега они да играт мајтап. Па без историја, каде ќе ни биде крајот на македонците и на било која држава? Историјата е најважно нешто. Ја кога сум учила пред многу години, историјата ме била најубава. Математиката не ми одеше, затоа и отидов на занат. Друго што да кажам, не знам, у грлото како да ми застана нешто. Е 20 боран, многу е тешка оваа работа. И едно да кажам за оваа родова, не знам и да го наречам, ќе ми се смејат луѓето. Па јас кој ќе го женам синот, па кој ќе ми донесе невеста у бел фстан, дали е исто кој ќе ми донесе некој мак у куќи? Како ќе живееме, мајките? Скрисно, кој што сака нек си прае. Али, ќе си имат фамилии, ќе имат деца, ќе напредува државата, ќе има радост во луѓето. А со оваа работа они што го прават, дали се свесни или ектен каска мозокот ни го испил. Па ова е срамота и греота, бре, наставничката ја слушам, да ја алам. Благодарам, тетка Роска, за вашето јавување. Да оставиме сепак простори за останатите гледачи. Добро утро. Добро утро. Повелете. Ако сум јас на линија. Да, вие сте. Повелете, убаво ве слушам. Благодарам. И мене нешто ми стои во грлото како на господја Роска. Ке се обидам посмирено да зборувам, макар што сум премногу возбудена. Јас свака ќе кажам, во малите шишенца стојат скапи парфеми или отрови. Во овој случај стои отров што се шири во образованието во Македонија. И не гуши сите, и баби, и дедовци, и дел од родители и деца. И се воодушевувам на господјата од Битола. Ја поддржувам. Таква треба да биде македонката, што има и 40 години, што има и 35, и што има 76 и 80. Ке кажам така, наместо историја, наставниците ќе предаваат родова еднаквост и фотографија. Не ме интересира за наставниците, бидејќи молчат. Каде се родителите, бидејќи им се упропастуваат децата? Детето е најголема инвестиција што може да постои за еден родител. За да стане човек со сите доблести, да стане научник, да биде образован, да биде културен, да биде воспитан. Наставниците молчат. Се јавила една наставничка. Каде се масовни протести од страна на наставниците? Каде се масовни протести од страна на родителите? Не се виновни тие што ги спроведуваат реформите. Виновни се наставниците и родителите. Затоа што не мислат за доброто на своите деца. Како можат да се помират машкото да биде родител еден, родител два женското? Сите ги удавија во овој отров и го прифаќаат отровот. И го прифаќаат. За жал, родителите го прифаќаат отровот. Што ни се сее во Македонија. Македонецот мора да ја учи својата историја. Оставете ги реформите, затоа што тие што ги спроведуваат се недоветни, како луѓе. Да не кажам уште понекој лош збор, бидејќи сум премногу возбудена. Бидејќи гледам што ми се случува на моето внуче што ќе биде 6-то оделение. Да, гледам директно сте засегната, така, од ова? Апсолутно сум директно засегната. Апсолутно. И уште еднаш ќе кажам, јас сум баба, од тој аспект гледам. Наставниците што сакаат нека прават? Родители, разбудете се, бидејќи вие инвестирате во децата. Вие им купувате патики, вие им купувате храна, вие им купувате компјутери.
не им купуваат наставниците, не им купува министерот. Многу ви благодарам за одвоеното време, пријатно. Ви благодарам и јас на вас, господјо. Точно така, голем е револтот и кај вас и кај сите останати. Меѓутоа, прашањето е точно убаво на место, како што поставивте и вие, зошто молчиме сите ние, зошто молчат наставниците, зошто молчат и родителите. Ете, тоа е навистина прашање кое што ви е на вистина на место. Добро утро, велам веднаш до следниот гледач. Добро утро. Повелете. Па не молчиме сите, не молчиме, меѓутоа не можеме да дојдеме до правдата да истераме, те остануваме осамени, сами остануваме. Претежно ние се вака си ги гледаме личните интереси за своите лични интереси, не остануваме, не молчиме. Има луѓе кои не молчат, кои кажуваат вистината. Овие се причини, корени, ја мисля све вака избунувачки за народот, за Европа, за ова што се случува во Македонија. Не само за кај нас, за Македонија. Ако ние 91 година, едни од тие су били јас, трчале, грмеја улиците, се тресеја по площади, трчале по еден војвода и цел свет тоа го гледаше. Тој војвода стана премиер на Македонија. И сето време тој, значи така, важен беше патриот и да беше случајно во времето на Југославија да се случеше да беше овој политичар, ќе беше на голиоток и тогаш ќе викавне Тито го претера затоа што се бореше за независност на Македонија. Тој беше Љупчо војводата. И ден денеска тој Љупчо војводата проповеда, гледаме по јавни мрежи, дека Македонија не постоела, дека овој дел Македонија Дарданија. Значи, сите, а тие веќе тој има луѓе кои го почитуваат, кои го слушаат, кои се наклоните на кои го пратат, затоа што бил премиер во Македонија и како што реков, ние будали и трчавни како ости посол по него сите. И су бил еден јас од нив. Значи, од таквите тие се причините што во Македонија ден денеска, па тој има партија и владе во Македонија, и откуп и окти и замина од Македонија се отиде во невата света на Бугарија и ден денеска ровари. Значи ние сме од нашите самите и ова што се случува со овие неписмени професори што дојдоа на власт, министри, професори и така натака, што се отворија универзитети за продавање дипломи. Нашите продадени душевски од ДПМН и СДСМ благодарејќи на тој војвода кој предизвика 2001 година конфликт намерно за поделба нова на Македонија, како што и ден денеска кажат дека ова припаѓа на Дарданија, другите таму стан Сепарска Бугарија и така натака и на Грција дел. Од тогаш ние ги остиме овие последици благодарејќи на него со договор со Учака, предизвика војната, гинеа наши македонцина, преживеа мој син на ратишето, многу се со последици ден денеска. И истите тие, кога победеа нашите херои македонски 2001 година и во Рашино све, и кога дојде да се предадат истите продадени душички, ако требаше и самоубиство да извршат, не треба да и послушат американците, нивните инструктори да им вратат во Америка или овие, што беше пожалост потешко, ДПМН предложи закон да се амнестира терористите. Се амнестира, сада сама ги подржи и сега овие политичи нашите си гледат интересите. Не е важно од ДУИ кој ќе дои. Во ДУИ значи има паралелна власт. Има премиер Али Ахмети и од македонски кои се менуваат. Тие што дојдат за ДУИ, тие се неписмени, се тие од шумата што дошле, тие не го пратува, меѓутоа јас предлагам уште еднаш кога ќе дојде ВМРО вистинското на власт во Македонија, покрај историјата на македонска што сме учили 80-те години, што беше призната и Македонија, и цела Југославија, за Александар Македонски, за Гоце Делчев, сите го почитува, сите истории почитувани, да се воведе и дел барем од христијанската историја, затоа што ние сме сепак чествуваме дејци, светители, свети Кири, методи, сепак да се знаат како тие постанале христијани, како дошло до христијанското дел барем мало, не мора тоа како што се учи на богослови и така натака. Добро, господине, ви благодарам за вашето јавување. Вие бевте и последниот гледач за овој дел кога ги вклучуваме гледачите за оваа прва наша тема. Втората тема следува во 9 часот, односно ќе биде слободна тема, тогаш може да си говорите на што сакате, бидејќи е петок. Пред да го најавам прилогот што следува, сакам да споделам апел како телевизија и ние се приклучуваме, еве веќе гледате на малите екрани. Апелот од родителите на младиот Леонид
после 3 недели поминати на интензивна нега во болница во Солун, младиот Леонид, кој доживеа несреќа во Грција, од вчера е префрлен на оделение, што значи дека состојбата полека му се подобрува, информира неговото семејство. Но за неговото лекување се потребни 200.000 евра, средства кои родителите не можат да си ги дозволат и ги замолуваат сите хумани граѓани кои се во можност да донираат и да помогнат во лекување на младиот Лео, кој што имаше несреќен случај на летување во Калитеа. Ето, ова се телефонските линии на кои што можете да донирате. Ги видовте одеа на малите екрани, додека ја читав ова информација. Сите ние сме заедно и сите ние се молиме за Лео сепак да може да го заврши успешно своето лекување. Помош бара семејството од сите хумани и добри луѓе. А сега одиме понатаму со програмата, со предвидените содржини за ова утро. Следува прилог кој што го подготви колешката Ивана. Како што ви кажав, ќе проследите како изгледаше првото снимање на најновата сезона на вашата омилена емисија Везелка, која што ќе стартува во недела во редовниот термин. На ваша и наша голема радост ви ја најавуваме новата сезона на вашата омилена и единствена Везелка. Од оваа недела и секоја наредна ќе имате можност да уживате 150 минути во македонските песни и ора, традиционалната македонска кујна и се што ја сочинува македонската историја и традиција. Оваа недела, 27 август, со почеток во 12 часот, почнува новата трета сезона на вашата омилена емисија Везелка, најгледаната емисија на Алфа телевизија. Ова утро ги дознаваме деталите, ви ги пренесуваме за тоа што ќе понуди новата трета сезона на најгледаната емисија на Алфа Везелка. Андријана, ќе ти посакавам добро и љубаво утро. Честитки за успешните сезони кои што ги имате зад вас. Честитки за уште една нова сезона која што ја започнувате токму од оваа недела. Добро утро, Ивана, и добро утро на нашите сакани и почитувани гледачи. Љубовта е взаемна помеѓу нас и гледачите и секогаш верно не следат со сите нови содржини на нашата емисија Везелка, како што можевте да забележите, тимот на екипата Везелка на Алфа телевизија воопшто и немаше време да замине на одмор, затоа што во текот на летната сезона ние ги правевме нашите прилози, воедно постојано бевме во комуникација со сите наши следни гости што треба да бидат во емисијата и навистина имавме многу јавувања, многу разговори, правење на сценарио за следните емисии и се разбира дека ние од преголема љубов кон нашите гледачи сакаме да овозможиме на сите да бидат гости во нашата Везелка и се разбира со некое мало трпение дека редот ќе дојде, нели, кога ќе се направи тој програм и план на работа до новата година со полна пареа, затоа што секогаш кога станува збор за нашата Везелка или кога ќе го споменете името Везелка, невообичаено се полниме со енергија. Не само ние, туку и нашите гледачи. Везелка е емисија за сите, од најмалото до најстарото. Таа ни ја дава нашата, да кажам, душевна енергија, не полни, затоа што си дознаваме многу работи за нашата сакана земја, за нашата Македонија. Значи, Везелка е најдобрата платформа да ги дознаеме убавините на нашата преубава Македонија. Новата сезона на Везелка почнува со убава песна, со убаво оро, со прекрасни специјалитети специфични за секој крај. Везелка продолжува да ја негува традицијата и во оваа сезона ќе имате можност да видите познати, но и помалку познати делови, цркви и манастири од нашата мила Македонија. Конкретно, оваа сезона ја започнуваме со емисијата посветена на Лазарополе и Гари, каде што имавме невидено убави средби и дознавме многу за тие краишта, не само за храната, туку за традицијата, за обичаите и така натаму, но од Лазарополе потоа се селиме во Пијанечкиот регион,
каде што ќе можат нашите гледачи да ја видат изворно и во живо играта копачка, да ги вкусат пијаничките специјалитети, да другаруваме со нашите гости од таму и продолжуваме понатаму одиме во другите региони на нашата Македонија. Оно што споменавте дека немавте паузи, дека летото буквално беше работно за сите вас. Со Визилка нема одмор. Со Визилка нема одмор, нема пауза, не дека така треба да биде. Ние така сакаме. Затоа што љубовта од нас кон нашите гледачи е неизмерна. И едноставно таа љубов ве тера да работите. Ве тера да патуваме, да снимаме прилози, да бидеме во постојана комуникација со нашите гледачи, но воедно што ми прави посебно задоволство и мерак, кога наутро ќе ги отворам Фејсбукот, Инстаграмот, кога ќе ми напишат наши гледачи од Австралија, од Америка, од Канада, од Европа, кои не поздравуваат, дури од Австралија, кога ни велат дека се собираат на заеднички вечери, а ручеци ја чекаат нашата Везелка, дека Везелка е причина за семејното другарување и другарувањето со пријателите. Ете тоа кога ќе го постигнете на вистина, ништо друго не ви е потребно, љубовта на гледачите. Третата сезона на Визилка е доказ дека и тоа како гледачите го поддржуваат и го сакаат овој проект што е во реализација на телевизија Алфа. Досега караванот на Визилка има направено околу 100 емисии. Домаќини и оваа сезона е незаменливото трио Адријана Алачки, Благоја Груевски и Ирена Спировска. Третата сезона се надоврзува на претходните две сезони, во кои што речи си ни 100 емисии ја веземе таа прекрасна и богата слика за нашата Македонија. Секое село, секое градче има интересна приказна, има изводени факти кои што сведочат за животот на минатите генерации кои што екзистирале на ова наше тло и поради кои што и ние денес живееме тука. Работата на терен, која што е дел од подготовките на емисијата Визилка, верувајте, е подеднакво возбудлива и интересна, како и самите снимања во студио, кога ги причекуваме гостите, фолклорните ансамбли, хроничарите, историчарите за наечиите, кои што ни доаѓаат од сите делови на нашата земја. И навистина е преубаво да се биде дел од екипата на Визилка, која што веќе функционира како едно семејство. Врските ни се распределени, но сепак се испреплетуваат една со друга и можам да им ветам на гледачите дека еве и во сите нови следни изданија ќе можат повторно да уживаат во новите неоткриени, познати или помалку познати убавини на нашава земја. Навистина е тоа како голем успех да се опстои во третата сезона, да се влезе, затоа што нели сведоци сме дека почнуваат емисии, па после првата или втората сезона запираат, но успехот на Везелка покажува и докажува и бараноста од гледачите дека е потребно нели уште нови сезони, па која е тајната еве на големиот успех на Везелка? Везелка ги надмина дури и нашите очекувања. Секако на наше огромно задоволство и радост, кога ја почнувавме емисијата, сакавме да направиме емисија што ќе го собере целото семејство на едно место. Емисија што ќе ја гледаат и возрастните, што ќе ја гледаат и помладите, но навистина не очекувавме дека тоа ќе биде емисија со толкав голем рейтинг, што ќе успее да се наметне кај публиката како една емисија која што е задолжително да се гледа. Ако не премиерата, тогаш барем репризата. И тоа е за нас една голема потврда за дека она што го работиме и форматот што сме го определиле е вистинското нешто што и е потребно на нашата публика и што публиката го сака. Од друга страна, тоа секако ни дава мотив, иако работата е напорна, затоа што оди преку цела година емисијата и во тек на летото, и на пролет, и на есен, се менуваат годишни времиња, се менуваат прилики и неприлики, но секако таа голема популарност на Везелка и тоа што публиката нам ни го дава како чувство, како поддршка, како подкрепа кога ќе излеземе некаде на улица и кога во некој град или во некое село ќе речат ние секоја емисија ја гледаме. Ние Везелка ја чувствуваме како дел од нашиот дом и нашето семејство, ете токму тоа не движи да одиме и понатаму напред.
Новитет во оваа сезона е што во емисиите ќе имате можност да ги гледате традициите по региони, кои што досега не можеле да бидат застапени во представувањето и прикажувањето на еден град или пак општина. Секоја недела точно напладне не пропуштајте да уживате со македонската везелка. Гледајте го и репризното издание в сабота во 15 часот. На екипата на Везелка им посакуваме уште многу успешни сезони. Ете така, назад сме повторно во студиото на Алфа телевизија и продолжуваме понатаму со утринската програма Добро утро секое утро. Она што следува во продолжение е првиот разговор за овој петок, а ќе зборуваме на тема како настануваат стресните ситуации и како да ги балансираме. Имено на оваа тема од 14 до 19 септември ќе се случува бесплатен вебинар, значи како настануваат стресните реакции во телото и како истите да ги балансираме. Наша и ваша гостинка ова утро и личноста која што ќе го води овој вебинар е Ана Стојановска, сертифициран психотерапевт и психолог од Гешталт и поливагална терапија. Господјо Стојановска, добро утро. Добро утро. И добро ни дојдовте во утринската програма на Алфа телевизија. Она што ќе се случува од 14 до 19 септември, оној вебинар е впрочем и повод за вашето гостување овде. Ајде, накусо за гледачите како вовед, што е она што ќе се случува овие 5 дена, со што ќе може да се запознаат сите оние учесници и заинтересирани на овој вебинар? Благодарам на поканата за разговорот првен. Овој вебинар, само да ве коригирам, е едночасовен и се одржува на 14. Идејата за вебинарот всушност ја добив така што посакав всушност да ја доближам темата на стрес до пошироката моја заедница од аспект кој што е релативно нов, да речеме, релативно нов, бидејќи некој слушнал, некој не слушнал, а тоа е применетата поливагална теорија во пракса. Во мојот случај во психотераписка пракса со индивидуи и со групи, односно и во бизнес сетинг и во функција на терапија. Накратко, тоа е терапија, односно теорија чиј што зачетник е Стивен Поргес и кој што вели дека всушност нервниот систем, особено автономниот нервен систем во нашето тело има многу поголема и позначајна улога во тоа дали ќе ја доживееме ние ситуацијата стресна или не, или безбедна всушност. Така што оттаму поаѓа и всушност тоа што јас посакав во овој еден час да го доловам до мојата публика е да го споделам моето искуство во работата и со клиенти и со организации, односно она парче на информација да го дадам кој што досега најмногу било ефикасно по тоа што мене ми покажало искуството и кој што најмногу промени всушност лансирало во грижата за менталното здравје и тоа колку сме продуктивни во секојдневниот живот. Вебинарот ќе трае еден час, знам дека е малку, но е доволно за да... На 14, така? На 14 во 7 часот, во 19 часот, така е. Еден час е малку да се објасни се, меѓутоа е доволно за да се стартува таа некоја, да кажам, промена, односно желба да се разбере, да се спријателиме со нашиот нервен систем, па оттаму негде да почнат промените и Ке зборувате и за стресот на овој вебинар, така? Да, основна тема е всушност стресот. Да, јас со причина и го ставив така како наслов, затоа што стрес е збор кој што на сите нас ни е близок и колку и да имаме сите различна дефиниција за тоа што е стрес, сепак кога ќе се каже стрес, некако сите свесно или интуитивно како да знаеме за што станува збор, како да гледаме сите во истиот пейзаж. Така што мислев дека е всушност најлесната тема да се поврземе и да се разбереме што и како означува. Ке зборуваме ние за стресот малку понатаму во разговорот, бидејќи во секојдневниот живот, во сите ситуации, еве и сега да кажеме сме под некој позитивен стрес и вие и јас, бидејќи одиме во програма во живо, нели да не сгрешиме, да кажеме се како што треба, ќе направиме една разлика кога стресот е позитивен, кога стресот веќе не ни е пријател, туку ни е непријател во дадени ситуации. Меѓутоа сега да се вратиме повторно на вебинарот за кого е наменет и како и до кога може сите заинтересирани да се пријават, бидејќи станува збор за бесплатни совети кои што вие ќе ги делите на 14 септември.
Вебинарот е наменет за апсолутно секој. Кој сака може да се пријави. Јас всушност и така ја одредив и темата, бидејќи е стрес и е отворена, верувам дека секој ќе се најде во нешто и дека ќе си препознае дел од своите механизми всушност на функционирање и во услови на стрес. Пријавувањето е многу лесно. Ќе трае до 2-3 дена пред вебинарот, јас ќе го објавам до кога. Постовите одат на 3 места, на LinkedIn, на Facebook, на Instagram, на кој да налетате, ќе можете да го видите линкот за пријава. Тој ве води до формулар, таму ги оставате основните информации за контакт и го добивате на мејл линкот за приклучување 2-3 дена пред да се одржи вебинарот. Така, сега да се вратиме на што е наша тема, а тоа е стресот. Значи, што представува стрес, кои се симптомите и како ние самите да препознаеме дека сме во некоја стресна ситуација. Така е. Првин пред да ви кажам точно за стресот, мора малце да ви дадам контекст, терминот систем сака контекст, да ви дадам контекст од поливагалната теорија, како таа ги доживува, освари ги објаснува и стресот и сите реакции. Поливагалната теорија значи вели дека нашиот автономен систем е тој кој што прв ќе изреагира доколку во нашата околина или во нас самите се појави некаков сигнал на опасност. Опасност, велам, закана некаква не само по живот или по физичкиот интегритет на телото, туку и психички. Значи страв од изложување, страв од засрамување, закана да бидеме повредени, да бидеме понижени, оставени, заборавени. Списокот е голем. Да. Реагираме сите различно и различно ги доживуваме ситуациите. Меѓутоа, она што на сите ни е заедничко е дека тој нервен систем нас не штити и е всушност како некој дежурен систем за надзор кој што ќе изреагира прв и најчесто подсвесноста, односно под нивото на свесноста, ќе изреагира и ќе предизвика низа на физиолошки реакции доколку осети било каква опасност. Во тој контекст, всушност, стресот низ поливагалната призма би бил секоја реакција која што е предизвикана од перцепирана или од реална опасност, закана. Велам перцепирана или реална баш поради тоа затоа што сите ги доживуваме различно нештата. Ситуациите, така е, што значи дека стресот всушност не е карактеристика на настанот, не е стресен настанот, туку е име за реакцијата која што ние доживуваме во одговор на нешто што не се случува. Значи, зависно од тоа сите различни, нели? И различно реагираме на различни ситуации. Значи, нешто што е некоја ситуација што е стресна за вас, не е стресна за мене и обратно, така? Па како сега да препознаеме самите дека сме под стрес? Ние често тоа го зборуваме, ама можеби нашето тело не покажува така. Можеби тоа не е само како, да кажам, ајде некој вид на збор кој што се употребува во дадена ситуација. Така е, да, го користиме често, многу, да. И го лепиме на различни ситуации. И каде што треба и каде што не треба, нели? Да. Оно што јас сакам да го ставам и да го потенцирам како да биде многу јасно дека стресната реакција како таква нас не е потребна. Зошто го велам тоа? Затоа што телото всушност ја одигрува својата биолошка функција, односно нервниот систем. Кога ќе покрене таа реакција во нашето тело, ќе ги објаснам сега како изгледаат тие 3 вида на реакции. Кога ќе ја покрене таа реакција во нашето тело, има причина зошто ја покренува и убаво би било да дозволиме да ја одигра. Меѓутоа компликациите кај нас настануваат затоа што некои нешта не можеме да си ги дозволиме, ги кочиме или не се социјално прифатливи. Не е дозволено да изразиме лутина, не е местото, не е времето или не знаеме како, или немаме такво искуство од претходно, така што тоа некако ги комплицира дополнително всушност реакциите и некогаш тие се пролонгираат. И тука веќе почнува друг тип на проблеми да настанува. Инаку теоретски и идеално би било да, ако ни се закани некаква опасност, да се подигне таа стресна реакција, да ни помогне да се справиме и потоа да се вратиме во регулација, што би било најздраво за нас. Не е штетноста во... Ама така, не е секогаш така, нели? Не е секогаш како што вели теоријата, туку во секојдневниот живот е сосема спротивно. Така е. Па ајде да кажеме како тоа изгледа во секојдневни низ примери. Океј. Оно што го прави нервниот систем е да изреагира на одредена ситуација. Еве да речеме како би изгледало тоа. 3 различни состојби може да предизвика нашиот автономен нервен систем. Ако сме мирни, ако немаме никаква, да речеме, поголема криза во моментот или се чувствуваме доволно безбедни и расположени,
системот ќе си бија брка својата основна функција, а тоа е да ги одржи оние животни функции во нашето тело, чукањето на срцето, дишењето го регулира, варењето на храната и сите дополнителни процеси околу тоа. Меѓутоа, во моментот на стрес, што год да е таа ситуација, во моментот кога доживуваме некаква изложеност или се справуваме со нешто што ни е тешко, она што го прави нашиот нервен систем е минува низ трите состојби по истиот редослед кај секого. Меѓутоа со разлики во тоа како се манифестира и како изгледа тоа. Кои се тие три состојби? Состојби, така, на нервниот систем. Да. Првата состојба, која што всушност не е стресна, меѓутоа стартуваме таму, е таа која што е најново откриена и таа која што ни прави да бидеме ние здрави и регулирани, така велиме во поливагален речник, регулирани. Тоа значи дека во таа состојба ние сме спокојни, автономниот нервен систем си ги брка своите функции, можеме да се дружиме, се чувствуваме релативно безбедно во моментот, сакаме да бидеме меѓу луѓе, на тој начин се поврзуваме со луѓето, комотни сме, некако убаво ни е во нашата кожа, убаво се чувствуваме, сакаме да се дружиме, здрави се чувствуваме и всушност тоа е некоја ситуација во која што сме доволно балансирани да речеме што и да се упати кон мене, јас ќе можам да се справам. Дали сме тогаш под стрес? Не сме. Кога е во оваа прва фаза. Значи тогаш сме мирни, не сме под стрес. Тогаш сме во некоја убава состојба на сакам да кажем спремност, меѓутоа не е алармираност. Меѓутоа што и да се случи каде. Втората фаза веќе преминува во благ стрес. Втората фаза. Ако може така да се може каже. и во првата фаза можете да си помогнеме всушност ако се случи нешто. Ако се закани некаков сигнал, нашиот нервен систем ќе ни даде шанса преку првата состојба всушност први да се регулираме. Тоа што значи дека ќе се јавиме некому, ќе побараме помош преку луѓе всушност. Секој си има некој сигурно близок пријател, родител, така. Така е. Ќе се јавиме на некого, ќе побараме на кафе да се видиме, да излеземе, совет на терапевтот ќе се јавиме или како ќе одбере всушност нервниот систем и дава информација кој е тој човек кој што најубаво би ја износил темата што односно тој стрес кој што го носиме. Така е. И тоа многу често помага. Дури миленичињата дома ни помагаат. Тоа од размената и често бивањето заедничко знае многу да помогне. Ако не успееме да си помогнеме преку луѓе, односно преку контактот со луѓе и разговорот, тогаш на нашиот нервен систем ќе стартува следната состојба, ова е втората сега веќе. Втората состојба е таа на енергизираност. Ќе пушти енергија низ телото со тоа што ќе ни ги интензивира малку физиолошките процеси, срцето ќе го забрза дишењето автоматски и на тој начин ние малце повеќе енергија ќе добиеме во телото. И ова е таа која што нема кој не ја знае. Ова е fight or flight или борба или бегство фаза во која што ние имаме сила да се справиме со тоа што ни се случува. Биолошки, тоа е тоа што треба да го направиме. Телото повели енергија за да се износиш со ова. Справи се со стресот, така. Или да се избориш, или да се некако да го избегнеш стресот. Бидејќи тука да го преведам во речникот на психологија и на нашава тема, кога ја чувствуваме оваа состојба, кај нас може да се појави лутина, може да се појави бес, може да се појави иритабилност, може да биде само анксиозност. Сакам да кажем, има нијанси како изгледа оваа фаза всушност во нашето тело и зависи кој каква толеранција има за тие симптоми. Кај некого е немир само, кај некого трае денови и денови и веќе се научени да го носат тој немир или таа анксиозност и налагодност. Обично се жалиме на притисок овде дека не можеме здив да земеме. Така е. Ако и оваа состојба не ни помогне, одиме во третата, односно по баш тој редослед системот ќе ни активира и третата. Третата е најстара, еволуцијски гледано е најстара. Ја викаат примитивна затоа што ја има се уште кај одреден вид на цицачи. А тоа е дека во оваа состојба телото ќе ни ја затвори енергијата, односно ќе ја повлече. Вели, окей, еве со енергија не успеавме, ајде да пробаме вака. Ќе не повлече од контактите, ќе не изолира. Тука се чувствуваме, така е. Тука се чувствуваме малку посами. Можеби не чувствуваме ништо, бидејќи нечувствувањето ништо е исто така некаква заштита, малку одмор од емоции, од интензивни доживувања и се останато. Се чувствуваме депресивни, можеби малку тажни или просто само повлечени. И во ова, пак да го преведам во речникот на секојдневието, може да се случи да се осамиме,
да сакаме да бидеме сами, да гледаме малку повеќе филмови на телевизија или серии, да се исклучиме всушност на тој начин. Прави не релаксира, така во даден секој има нешто всушност. Некој скрола на телефон бесконечно, затоа што и тоа е некој тип на исклучување од секојдневието, така е. Така да секој има по нешто всушност во секоја од овие фази, меѓутоа заедничкото на сите нас не е таа биологија, дека всушност ги имаме капацитетите за сите три и ги се јавуваат во тој редослед. Меѓутоа кај некого е нешто многу кратко или многу долго или кај некого всушност е попозната едната состојба или другата состојба. Некако во текот на животот и минатото сме научиле да ги носиме различно. Така велиме ние во терапија, да ги носиме различно тие состојби со себе. Да. Од овие три, двете се стресни реакции. Тоа значи енергизираноста на бегство или борба. Втората и третата. Така е. И третата која што е всушност некој вид на замрзнување, некој вид на баш конзервирање на енергијата и задршка. Тие се стресни и тие ги викаме состојби на преживување всушност. Сега таму имаме нијанси и тие се, пак ќе кажем, нема штетна стресна реакција. Штетност во тоа нема си. Убаво да изреагираме и да ни работи системот всушност, да знаеме дека скенира и дека работи во наша заштита и во наша функција. Она што се јавува како компликација е да речеме кога некоја од овие состојби на преживување ќе заглави всушност и не можеме дури да заврши опасноста, таа трае уште. Или поминал стресот, ние се уште не можеме да се отарасиме од анксиозноста, не можеме да се отарасиме од чувствата, некои мисли ни се враќаат постојано или се појавува многу често. И тоа е некоја нелагодност со која што клиентите најчесто се пријавуваат, а тоа е некако оваа реакција ми се повторува. Многу често сум лута, многу често сум бесна, не знам зошто се ме нервира. И некако заглавуваме во тој систем каде што преведено во речникот на поливагалната теорија всушност таа состојба на преживување се нема вратено во регулација и се уште трае. Сега терапија многу убаво објаснивте за сите овие три фази. Со посебно внимание вака ве следев за стресот, додека пред да седнеме ми кажавте дека со стрес се живее, нели? Така. Има сега кога е дозволено, меѓутоа има и кажавте дека ситуации, односно манифестација на стресот кога навистина не спречува во обавувањето на секојдневните обврски. Сега тука ми се наметнува прашањето како да си помогнеме самите на себе. Така е. Како да се извадиме од стресната ситуација или можеби како овие симптоми да ги намалиме или да ги да ги олесниме самите сега. А потоа ќе прашам кога треба да се обратиме на стручно лице. Така е. Како можеме да ги олесниме симптомите? Така што првин, затоа и го понудив ова парче информација како информација што сакав да биде достапна до сите. Она што најмногу помага, сите читаме на интернет. Знам дека плива интернетот со препораки врзани за тоа како да се регулираме во стрес, што да направиме за да си помогнеме, како да го релаксираме нервниот систем и сето тоа. И многу од нив се заснувани на стварно убави истражувања и убави податоци. Вистина се корисни. И знам дека се обидуваме сите некако да го направиме тоа, да се релаксираме. Но пак ќе кажам, на нервниот систем му треба контекст за да се релаксира и за да свати што се случува и за да се опушти. Така што ќе си ги повикам сите кои што ќе бидат присутни на вебинарот или сега што не следат, да се запознаат малку со својот нервен систем, односно тие три состојби. Така ќе знаат како се манифестира стресот кај нив, во која ние го викаме тоа да се најдат себе си на таа мапа, автономна мапа, каде сум во овој момент и што ми се случува. И на тој начин ќе си одредат полесно техника што ќе им помогне. Ако се во... Значи, сепак самите, така? Сами треба да си помогнеме со која техника, со која техника ние се релаксираме, така како што кажавте, можеби некој скрола на телефон, можеби некој сака да гледа филм, така? Отплика така си помагаме. Така си помагаме. Да бидеме малку појасни, така за гледачите. Има и други техники кои што би биле покорисни, да речеме тие можеби само ќе ни дадат во моментот олеснување. Сите техники за справување на стрес се во истите теми кои што на сите не се познати. Повеќе престој во природа, добро дишење, односно добри техники на дишење, различни за различна фаза, таа ќе го објаснам повеќе на вебинарот. Дружење со луѓе, грижа за себе, добра храна, добро здравје, физичка активност, тука лежат сите одговори, сите техники за подобар живот лежат тука. Меѓутоа, кога што
ќе си примениме најубаво кога ќе го имаме контекстот, ќе знаеме што ни е и како ни е, и тогаш веќе некако си применуваме условно речено лек, тоа е балансирачка некаква техника, активност која што ќе ни помогне. Сега кога треба веќе да пристапиме кон стручно лице? Во кој момент не можеме веќе сами да си помогнеме? Кога бараме помош на психолог, па еве можеби до психијатар, некои стресни ситуации, нели, како што кажавте во таа трета фаза може да придонесат до навистина неубава состојба на организмот, психолошка, психичка состојба, така? Но и здравствена, така што тој дел не го исклучуваме, не можеме да кажеме, ова само ќе го работиме на терапија, а сите здравствени пропратни проблеми ќе ги игнорираме, апсолутно не е така. Но стручна помош е тоа што најчесто се случува дека луѓето бараат кога водата веќе ќе дојде до носот. Кога ќе прекипи, како викаме, така. Тоа се само човечки. Значи на крај, во на фаза кога веќе све сме пробале, не можеме веќе никако да се справиме и тогаш бараме. Кај нас се уште некако тоа сакам и понатаму да прашам колку одат луѓето на психолог, колку бараат совети, ама сега кажете ми кога се бара обично совет. Сакам да кажам дека тоа се само човечки да бараме во таа ситуација, некако си даваме шанса, ќе помине, не е голема работа, ќе се справаме и се справуваме. Многу често се справуваме, нема ништо лошо во стресните реакции. Меѓутоа да се побара помош кога навистина лошо се чувствуваме е сосема окей. Тоа е најчесто моментот кога нешто трае премногу долго, некој симптом, или се повторува многу, или ни попречува во работата и во живеењето. Или најчесто, кога веќе и околината ќе почне да реагира и да ни се лутат партнерите или семејството, или да не знаат просто што да направат со нас, затоа што не умеат или не разбираат што ни се случува. И веќе и тоа е уште еден сигнал кога бараат помош. Но јас сакам да упатам уште една порака дека стручна помош која ќе кажеме и тоа некако сугерира дека некако работите тргнале да се тркалаат надоле по ридот, но ќе го парафразирам во помош и поддршка од терапевт може да побарате било кога и за било кое прашање. Не мора да се лоши нештата или да се загрижувачки за да побарате. Добро е да знаете дека ги има тука на располагање се и дека можат да ви помогнат. А инаку има луѓе што се обраќаат и прекрасно е да се работи со нив и да се биде на располагање, односно да знаете, за мене тоа е лична сатисфакција, дека луѓето знаат дека јас сум тука за нив и дека може да ме побараат и да им помогнат. Во било кое време. Тука сме веќе ептен при крај на разговорот. 8:30 ни се вестите во Алфа телевизија. Значи, уште еднаш да кажеме 14 септември во 19 часот. Ме коригиравте на почетокот, јас мислев повеќе дена дека е. На темата, значи, како да се справиме со стресот и како да ги балансираме овие стресни ситуации. Многу убаво објаснивте, ми беше навистина задоволство што бевте наша гостинка. Верувам дека и гледачите успеа убаво да не разберат, многу народски кажавте што и како, бидејќи во стресна ситуација сме секојдневно. Ана, ви благодарам уште еднаш за вашето гостување овде кај нас и до наредна прилика. Довидување. Довидување. Ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со програмата. Она што следува се вестите во 8:30. Останете со Алфа телевизија. 8 часот и 56 минути и по оваа пауза од реклами, повторно сме назад во студиото и си продолжуваме со утринската програма Добро утро секое утро. Денеска петок, убав ден пред викенд и тоа ден пред проложен викенд. Знаете дека понеделник 28 е неработен ден, бидејќи го славиме празникот за Богородица. Сега, она што е во петокот, наша втора тема е слободна тема, значи може да ни се јавите и да си зборувате на која тема вие си сакате овој петок во наредниве 25 до 30 минути. Доколку веќе имам гледач на линија, бидејќи нешто слушам, велам веднаш добро утро. Добро утро. Добро утро, повелете, слободна тема. Сакам да зборувам за посетата на Ескобар. Повелете, може. Како тоа Ескобар доаѓа во Македонија, а не слушаме дека отиде и во Бугарија, да притиска и таму. Ако Бугарија не сака да ја слуша Европската Унија, тогаш треба малку да ја изолираат и неа. А не само Македонија. Ова што и се прави на Македонија никаде во светот го нема.
Ова е една голема срамота за нашите политичари, што ги носат. Тие ги носат. Тие не идат сами од Европската Унија. Тие ги носат. Ако бил проблемот со Европската Унија, а Европската Унија за кого стои? Проблемот ние сме разговарале со Европската Унија. Па тие зад кого стојат, да и прашам? Зад Бугарија. И сега ќе прават кампањи по градовите, како да ние сме ненормални, не слушаме, не гледаме, не читаме што се случува. Кампањи за Европската Унија. Едно големо понижување за нашиот народ. Од тоа треба да се дистанцираат, да не покушуваат, или пак, ако тие прават кампања за Европската Унија, треба да се соберат луѓето на другата страна, па да против таа кампања. Толку. Пријатно. Толку ви благодарам. Ви благодарам за вашето јавување. Ве отстапивте простор за следниот гледач. Доколку имаме гледач на линија, велам веднаш добро утро, повелете. Ало, добро утро. Ало, добро утро. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Во програма сте, ве слушам. Повелете. Се јавувам во врска со владењето, со закажување за владење на документи. Документи, да? Да, во вторникот се јавувам 136 пати, не успеав да добијам. Успеав да добијам вчера наутро во 8:01. И знаете кој термин го добив? Кога? 23 февруари. Знаете што, бидејќи сте на оваа тема, истото и мене ми се случи. Јас на 4 март. Значи подобри сте. Слободна тема е, мислам дека е во ред да се каже, затоа што министерот кажа дека секако ќе биде во ред со владењето на документи. 23 февруари во 13:15 часа. И колку чекавте на телефон? Вчера не, во 8:01 се јавив и десетина пати вртев и брзо добив. Меѓутоа во вторникот 136 пати и не успеав да добијам. Саат и 6 минути чекав и ме исклучија. Многу. И сега уште едно само нешто да кажам. До крајот на февруари во Министерство за економија имаше поднесување барање за субвенции за ранлива категорија на потрошувачи на електрична енергија. Добро. Ви поднесовте документите и до ден денешен нема никаква информација. Никаква. Апсолутно. На нотар заверувавме документ кој го плаќавме 150 денари, покрај сите документи и други, ми се јавија од тамо дека со после месец дена некоја бројка не им била читлива, па за да проверат и ми рекоа дека е се во ред со документите, меѓутоа нема апсолутно никаква реакција. А каде ги поднесувавте, не ве разбрав? Молам? Каде ги поднесовте, не ве разбрав? Министерство за економија. За економија. Дали може нешто да се направи на таа тема, мислам да се поразговара. Да. Може, секако. Секако може. Сакав да кажам само некако ништо изгледа дека ништо не функционира. Еве кај човек и да се обради во било која институција некако ништо не функционира или се е некако многу тешко. Сите сме во истото некако, во истиот лонец. Мене ми е се тоа јасно. Јас и во Ева напрашав дали случајно се пуштени средствата. Ми рекоа не, и наша колешка аплицираше за родители неизини. Најверојатно, господјо, немаат пари. Мислам, редно е барем да се каже. Да ви известат, така? Редно е барем да ви известат. Па ако ништо друго, барем на медиуми да известат. Што се случува? Со едно соопштение, така е. До крајот на февруари беше зад крајен рок. Еве го крајот на август. Да. 6 месеци се поминат. За самец 600 денари, а за фамилија од 2, 3, 4, 5 члена во зависност 800 денари и плюс 10% доколку сметката е помала во однос на минатата година. И тука замре се. На неколку броја вртам во Министерство за економија, ниеден број не функционира. Затоа се јавив дали може нешто... Може да се потрудиме да ја провериме информацијата. Секако и што имаме информација да известиме, да, може. Ви благодарам многу и ви посакувам. Ви благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Пријатно, имајте си убав ден и убав викенд. Добро утро. Добро утро. Повелете, слободна тема. Благодарам. Видете, Али Бек
со башибозлукот на Османи, Груби и Ковачевски, го повика Бахтияр Паша на помош за да станат уставотворен народ. Ја гледам тука внатрешната опасност појче него од Бугариве. Значи, тука сакаат они да станат уставотворен народ и идат со помош на Бугариве. И нив ги буцкаат таму да притискаат. Све е тоа договорено, оваа мрежа се плете бајги одамна од албанците. Мислам, од Алибек и овие башибозлукот, бајги одамна се плете како Македонија да ја поделат. И сега овој доаѓа тука да не убедува нас пазете, вика стратешки партнер ова бил на Македонија. Као бајаги. Ако си стратешки партнер, пријател, ти треба да викнеш овдека Софија у Скопје и да седна, да рече, чекајте, вие си имате ваша историја, овде си имаат нивна историја. Нема што да се мешате. А не овде да не убедува нас да смениме устав, историја, ма и да не набројувам све и свашта. Каков ти е тој стратешки партнер? Ја не знам, пријател ми се прави од позади нож ми вади. Тоа чудна работа. Видите, Европа стално ја надуваат. Европа не сме од Америка да претне. Ниједна земја не се најде да подржи Македонија. Зашто? Зашто и таму е запретено преку Америка. Никој ЕВА не смее да каже. Ете, тука е поголем проблем овде од албанците, него од бугарите. Со бугарите ќе го решиме мало. Тие се ситна боранија за Мицковски. Ама овде овој проблем со кого ќе створат они партија и криви се со терористи, што случија партија ова влада, па ги уценува нашиве лакоми за пари, им дадоа све тука, им обеќаваат едно друго, сега како да се вадиме од кал, ќе го викаат Бахтияр Паша на помош. Не смее Мицковски овој пут да греши два пути нисти камен да се сопне. Овде се работи за Македонија. Борба е за живот и смрт. Не се работи ни за пари, ни за партија, ни за ова. Овде се работи за македонскиот народ и историја. Една држава без историја нема држава. И никогаш овие учебници, еве внуците ги учам која е Бугарија, што правила, како правила, што сакаат нека ставаат. Никогаш ми не може да го заборавиме 2001 и Бугариве што правиле овдека. Никогаш тоа нема да се забрави. Не знам што да направат. Фала многу, бидете поздравени, имате убав викенд. Ви благодарам, исто и вие, поздрав до вас, убав ден и уште поубав викенд да си имате. Само една куса информација додека да го вклучиме следниот гледач. Викендов општина Кисела Вода продолжува со кино на отворено во паркот Македонија, веднаш до Домот на културата Билјана Беличанец. Ето ова е за сите љубители на убавиот филм. Значи в сабота и недела 26 и 27 август со почеток од 20 часот и 30 минути ќе бидат прикажани по две епизоди од серијалот Викенд на мртовци, потоа филмот Кајмак в сабота и Ах, љубов моја в недела. Ете, тоа е за сите љубители на филмот. Имате кино на отворено во општина Кисела Вода. За сите вие скопјани кои што ќе останете овој викенд во главниот град. Добро утро, велам веднаш до следниот гледач. Добро утро. Добро утро, повелете. Да, господине. Убо рече, се работи за Македонија. Но за да ја зачуваме Македонија, треба силно да се разбудиме и силно да се освестиме, а не да спијаме. Добро бе, луѓе, ви се обраќам со луѓе. Ако сте луѓе, на неправдите досега требаше силно да реагирате, а не да спијате. Гледајќи само доносот, личното, не е чудно што во све сме во минус. Владе простотилок, место за напредок нема. Од тој поглед, само доносот, Македонија во сите области на животот е обезличена, огрдена. Дозволивме да не крадат, асимилираат. Од таа пуста себичност, со неја чоравост.
Македонските убајни силно плачат. Во постите од Ќораоста, Македонија е дават. Толку потребната револуција, чистина на умот, толку ја посакува, а никако да ја видам. За да почнеме рđата гнасотијата силно напласена, да ја чистиме. Без тоа, македонското слобода ќе нема. Срамот на сите нас е огромен, од спомнатата Ќоравост. Во 30-тинава години самостојност, вистинско воство сме немале. Само предаства сме имале. Од тука е лошово дреđe на кое сме. Срам невиден во светот. Благодарам. Благодарам, Здравко, и јас до вас. Ви посакувам убав ден и убав викенд. Уште една културна информација, меѓутоа овој пат за битолчани и сите оние кои што овој викенд ќе бидат во Битола. Вечерва во Центарот за култура во Битола, во организација на Културно-информативниот центар ќе се одржи фестивалот Ехта Серенада. На фестивалот ќе настапат 16 изведувачи, придружувани од Камерниот оркестар на Битола. Концепцијата на фестивалот Ехта Серенада е навраќање на традициите карактеристични за Битола на серенадата како музички жанр. Еве едно убаво освежување за битолчани и сите оние кои што викендов ќе ја посетат Битола. Добро утро, велам веднаш до следниот гледач. Ало. Добро утро, повелете. Поздрав од Кичево до вас. Поздрав голем до вас. Благодарам. Јас ќе кажам моето мислење. Повелете. Како прво, во однос на таа слободна тема, јас би порачал на владата да си превземе мерки за вадење на новите лични карти, затоа што беше кажано пред неколку години, личните карти ќе стојат се додека и ми помине рокот. За жал сега се направи измена. Значи знаеме ние каков народ сме, каков менталитет, преку ној што може да се деси, така да до февруар треба да се сменат. Кој ќе смени, кој не, и ќе има нормално последици и во однос на гласање, и во однос на проблемите во банки, да не може пари, подини или други работи. Значи, народот треба да биде свесен дека во банка ќе го одбијат, во социјално ќе го одбијат, во општина ќе одбијат, секаде личната карта мене ми се деси, ми вика стара е не важи. Значи извадив нова карта. Сега има случаи за побрзо да излезеш лична карта. Пример, ние од Кичево во Заја се сликавме во близина таму на Кичево, а извадивме карта лична карта во рок од една недела. Значи тоа може да Скопје до Волинските општини да се го направат, за да дојдат до некој си термин за да можат лични карти да извадат. И сето тоа сметам дека сега, пошто владата донесе друга одлука, треба да ги поднесе сите трошкови на граѓаните. Оти луѓе има стварно што немаат лев да јадат по селата, не можат да дојдат, значи, до градот, а не да вадат лична карта. Значи, јас мислам дека владата треба да остави прстот, да ги ослободи тие граѓани и да им помогне колку што може. Сега, за втората тема ќе бидам краток и јасен. Ние како граѓани на Македонија, да бидеме искрени, знаеме дека сме никој ништо. Македонија е една мала земја, сиромашка, бедна, која можеше да биде многу побогата како Швајцарија, ама за жал 30 години кој од кого плячка, зема, крадеа, дојдовме до овој степен. Сега, ако сакаме ние да одиме напред, да се разбереме, значи не можеме без помош од Европската унија. Знаеме колку пари има вложено. Знаеме дека даваат американци, даваат све и бараат начин како Македонија да оди напред. Мора да сватиме, ако сакаме да имаме држава како што треба стварно да ја гледаме и нината за напред. Да заборавиме прошлост, некоја што било таа омраза и се. Кога можеше на Франција и Германија се помири, така можеме и ние со нашите соседи да најдеме начин, значи заеднички да соработуваме, да имаме живот еднаков како сите европјани. Јас мислам, ако така сега се сплотат македонските партии, значи ВМРО и СДС, за жал многу тешка работа, треба заеднички да работат за државата, да биде све добро. Исто албанските партии ќе работат за нив, никој не е против и тие имаат право на се. Значи сето тоа, ако се удоволи на фин начин, ќе биде добро. Во спротивно мислам дека ако не се деси тоа нешто, по доаѓањето на господинот од Америка сега, значи ако не се деси тоа нешто, ќе има стварно некои проблеми во Македонија кои сите добро ги знаеме дека во просек албанците се надвор од државата, негде над 70%, со тоа што
ќе си побараат со референдум од Кубана од Оструга да изгласаат и ова место ќе замине на културен начин. Тоа да не го дозволиме, мораме да сватиме, сите заеднички овде живееме, овде сме родени, се ја почитуваме државата, да се сакаме и да ја тргнеме таа омраза. Поздрав, се негово ви посакувам. Поздрав господине Николче до вас и до цело Кичево. Добро утро до следниот гледач. Добро утро. Повелете. Поздрав до гледачите и до вас. Благодарам. Еве, господинот пред мене, од пред неколку години секогаш бевме во различни размислувања. Можам да го пофалам дека по последно некако почна да ги менува ставовите, дали свати, овие што ги бранеше, упорно ги бранеше, го разочараа на некој начин, што ние сме разочарани уште пред тоа, така да сепак го почитувам негово мислење, но во врска што спомна Франција и Германија, но тие си останаа со имиња Франција и Германија, а ние останавме северна, значи не можеме да најдеме компромис со државиве, нашиве комшии, а да не осакатат. Фактички, ние како да немаме една рака или нога, не оставија да не се чувствуваме исто како пред Преспанскиот договор што беше и не можеме да се споредуваме како се помириле Германија и Франција, нашето е сосем на исто, нас не уценуваат да мора да прифатиме тоа што тие ни го нудат, а тие не прифаќаат што ние бараме и што нас ни следува. Во врска со тема, накратко само да кажам, бидејќи е слободна тема, се јавувам од општина Илинден. Кај нас возат градска линија 66 и 66А. Во последно време толку се случува да не доаѓаат автобуси, а на 1 сат за Делјадровци 66А, на 2 сата, на 3 сата еден автобус доаѓа и тоа овие неколку дена ги нема. 66 вчера, еве денеска во 6:30 го нема. Луѓето се жалат, овие фирмиве не прифаќаат и не оправдуваат закаснување, така да апелирам до градски и до надлежните, нека преземат мерки, ова да не се повторува секој ден, автобусите или ќе доснат по половина час, или нема да дојдат, или еве како овие денови големи поплаки има од граѓаните. Да продолжам уште малку за господинот што е дојден и тој не е дојден со добра намера за нас, туку за нивен интерес, за Америка, за Европа, за Бугарија. Ако е дојден за нас, нема да не убедува. А тоа убедување можеме да го преведиме, онадиме како уценување. Значи не уценуваат, не убедуваат, туку не уценуваат. Друго е да се убеди човек да свати дека така треба, а ова нас ние сваќаме дека не треба, а тие не уценуваат и не третираат. Ова више навистина неподносливо е додека нема крај. Мислам дека и ќе нема крај, ќе трае многу генерации, нема да дочекаат да ја видат Македонија како што ја посакуваат. До слушање и убав викенд ви посакувам. Ви благодарам, господјо, до слушање, до гледање и исто така и јас ви посакувам и вам убав ден и уште поубав проложен викенд. Добро утро. Добро утро. Повелете. Скендер од Чаир. Повелете. Ќе зборувам за ова нашиот пат за Европска Унија. Ајде. Ја не знам што е проблемот сега кај ВМРО-вците. Нели им рекла, нек се изгласа ова, па нека преземат власт. Сите дадо оставка, и Ду, и Јо. Не знам исковски какви проблеми има, што не сака да го реши проблем. Ама само една голема опомена за цела Македонија. Луѓе, памет у глава. Ако влезе Албанија пред Македонија во Европска Унија, Македонија ќе јас нема. Нашиве млади сите ќе сакат после да бидат во Албанија, ама не се тоа што ќе мигрират, него ќе барат територијално да се приклучат со Албанија. Дори тоа не го сватиме тешко на нас. Луѓе, што побрзо во Европа, заеднички сите, дај Боже, и Македонија, Албанија, и Косово, и Србија, и сите да влеземе во исто време е најубаво. А ако влезе Албанија пред Македонија,
лошо и се пишува на Македонија. Кој сака да разбере, ќе разбере, ако не бидете поздравени. Ви благодарам, господине Скендер, за јавувањето. Бидете и вие поздравени. Ви посакувам убав ден и убав викенд. Добро утро. Добро утро. Повелете. Јас би сакал да се јавам во врска со проблемот со пензионерите. Добро, може. Би сакал да апелирам, ако има некој координативно тело кој ги координира барањата на пензионерите, а исто да го слушам тоа и во Сојузот на Сдружение на пензионери и кај Министерката за труд и социјала. Се работи за следното. Пензионерите при овие давачки што ги имаат за солидарен фонд и чланарината се дискриминирани. Односно, пензионерите со најмали пензии даваат највеќе од пензијата. Зошто го велам тоа така? Затоа што, например, со пензија од 12.000 денари, на име на солидарен фонд, пензионерот дава 150 денари. Добро. Тоа е 1,25% од пензијата. А пензионерот со 50.000 денари, тие 150 денари му се 0,30% од пензијата. Што значи дека пензионерот со најмала пензија дава највеќе. Така е, така испаѓа. За да биде еднакво, треба сите пензионери да даваат 1,25%, колку што дава пензионерот со најмала пензија. На тој начин ќе се добијат повеќе пари во солидарниот фонд, да нема проблеми, давачките на сите ќе бидат еднакви. Истото се однесува и на чланарината. Пример, таа е 40 денари. Пензионерот со 12 денари дава 0,34% од пензијата. А пензионерот со 50 денари дава 0,08% од пензијата. И тука треба колку што дава проценти најмалата пензија, толку да даваат сите пензионери. Сите, поред од најмалата до најголемата треба да даваат 0,34%. Така да ќе бидат еднакви и во давачките, а нема да бидат дискриминирани најслабите да даваат највеќе. Така ќе соберат и повеќе пари од чланарини и ќе функционираат подобро и пензионерските здруженија. Сега само да додадам што се однесува до овие емисарите што ни доаѓаат од Америка и од тој филм го гледавме ние и 2017 со Преспанскиот договор. Не убедуваат дека се че е окей, сменете го името, смени име, станавме никој ништо. И нема но пасеран, што вели Долорес и Белоруј. Нема ВМРО да попушта, бидејќи ако попуштат сега и отиде, тоа ќе биде ужас без крај. Благодарам и поздрав. Ви благодарам, господине, за вашето излагање. Поздрав од нас до вас. Добро утро. Господине, за вашето излагање. Поздрав од нас до вас. Добро утро. Добро утро. Повелете. Слушам го Скендер од Чаирно, каде е. Како може он така да се заканува на Македонија? Ако дошле тие што работат у странство, ќе јас не мало Македонија. Кој си ве ти да кажуваш? Слушам го некне од тај речепи у собранието. Како бе нашата власт никако не реагира? Тоа одма треба да се затворе. Како така може да спрете? Ќе дојде, ќе ја снема Македонија, ќе ја одделат, ќе ја зема така удобан. Па гледајте што се работи. Толку самоволие по таа албанска партија, веќе до тука не биде. Слушам Мрсесинов Ахмети. Он можа да земе цела Македонија, ама не сакал. Кој си бе ти да сакаш? Терорист еден. Градот села од Струга, сега не фале од Струга. Кичево на Ахмети му било подарено. Кои се тие што подаруваат така? Кои се тие? Османи ки ми држи на таблата, ке ми црта, што ние не писме, не писме. Кој е он на нас да ни кажува, да не понижава? Ти можеш само Албанија, што сакаш да правиш и Косово. Не е тука твојата држава, господине, може да живееш тука. А ако не и се пендицуват било на кој од албанците имат тематични држави, има Косово, има Албанија. А не 2001 до тука не даде на пата колку ги изгинаа. 2015 па нападнаа у Куманово, да го земат Куманово. И опростените лежале у Косово. Каде е споменикот? У Струга споменикот треба одма да се дислоцира. Кој е споменик на косовари, у Струга споменик и се дига. По која заслуга да ги прашам? По која заслуга се дига? На нашите не смеат у Куманово да индигнат споменик, не смеат на Карпала, не смеат на Вејти, тај што седе председател у собранието, што ги пцува вработените. Он ги запали да изгорат и сега ќе ми кажува не смејало после да се дига, не смејало споменик да се дига. А они смеат да прават, дојдеат Курти од Косово, не тука да ми брише македонски улици, да става Косовар, да става
овие, кажи ги, терористи. 30 улици за сменети и школи и се. Со кое право? Каде премиерот трае? Он го подпишал тоа. Со кое право? Утре треба да одговара. Како може така? Извинете. Па, ама, како може така? Забедете ги учебници сега, што ќе учебници, што ќе учат децата. Па какво е во понижмент? Кои са тие неписмени професори што пишуват учебници? Ги зимат на народот парите. 650.000 евра правознание учебници грешка, сега пазање за никаде. Кои ги дава тие пари? Татко му да не ги дава на министерот за образование. Народот грабате, работе за да даде. А тие не даќа си данок. Да го прашам Мектеши. Нека излезе да каже рачином од каде ги плати 6 милиона евра за струјата. Или случајно. Каков е тај договор? Треба да излезе во јавноста. Да се пише колку плаќат, што плаќат. А они траат, младата ќе ги плате, зашто да не младата има пари. Ќе дава сега, лесица медии, рамо до рамо, ќе дава сега пари 80.000 евра, кои се те на премиеро не се тие 80.000 евра? Или на грубица? Ќе ода ќе не обидува за Европа. Кој си ви Европа? Многу далеко сте од Европа, многу далеко. И бил крив Мицковски, не е Мицковски, народот тука што е позадини. И таа една госпожа што слушам стално. Мицковски е бил неук политичар. Каков е таков ја води го народот? Срамота. Срамота Богу нема ни една држава вако понижување и вако уценување. И ми излезе река ќе ми кажува Бугара, не било бугаризација. А што е тоа упустец што прават сега бугарите? Како да служува албанскиот премиер да дозваѓат бугарите да ги уценуват вашите македонци со пасуши со се и да ги бугаризират? Само бугаризација, тука албанизација. Тука е автоматска албанизација. Нема продавница да не пишува и на албански. Што сака друго? Да и дадеме државен јазик да биде. Со кој е право, по која заслуга они заслужија. И Ви благодарам, господјо, за вашето јавување. Вие предпоставувам дека бевте веќе и последниот гледач, ке ми помогнат од режија. Ако е тоа така, да, еве, вие сте и последниот гледач за ова утро и на слободната тема. Еве, дојде полека веќе и крајот на денешното издание на утринската програма Добро утро секое утро. Јас ви благодарам за тоа што бевме ваше друштво, за тоа што не пуштивте во вашите домови. Се надевам дека поминавте убави 3 часа заедно со нас. Ете, малку си дебатиравме, малку ве информиравме и јас останува само да ви се заблагодарам за вниманието, да ви посакам убав ден, да ви посакам уште поубав викенд и секако повторна средба заедно со нас, да ви закажам веќе утре, сабота, 26 август, во 7 часот. Од 7 до 10 се гледаме повторно на оваа фреквенција, а до тога што станете со програмите на Алфа телевизија.